Таа е една од најпрепознатливите ТВ дами во Македонија. Веќе со децени, поточно 32 години, владее со малите екрани, со незината харизма, незината учтивост, убавина и секако интелигенција. Некои велат дека е таа дама од оние кои што се од стариот ков, односно стара школа, меѓутоа и покрај тоа таа внесува модерен дух во сето она што го прави денес. Некои речат дека наликува на Мерлин Монро, односно дека поседува женственост и харизма како неа, меѓутоа нашата гостинка е сосема спротивна од неа, можеби во одредени моменти наликува и карактерно на неа. Таа е водителка, мајка, сопруга, жена лавица која се бори до крај и секогаш успева во своите намери на тивок и мирен начин да го пренесе сето тоа на гледачите. Денес ја имаме можноста да ја огостиме Билјана Дебрлиева и ќе ми биде многу драго што го правам разговорот со неа. Билјана, уште еднаш ми е драго што си гостинка во Хајп ТВ. Ти благодарам, Небојша, после толку убави зборови кажани во оваа најава, јас освен уште еднаш благодарам, не знам што друго би кажала. Сето она што беше кажано навистина го мислам така, меѓутоа и публиката го мисли, ова го знам како еден параметар што го имам направено истражување. Билјана, за почеток би сакал да те навратам на почетоците и некако така ми доаѓа природно. Нели, што се смени после овие 32 години на малите екрани? Веројатно многу работи се сменија, бидејќи 32 години не е мал период, краток. Ние вака ќе речеме, се ни поминува некако брзо, динамично и кога ќе се вратиш наназад, велиш 32 години, цели 3 децении. Сменети се многу работи, бидејќи станува збор за различни генерации. Едно е како ние сме почнувале, сме учеле, сме се докажувале, друго е веројатно денешното време и секој треба да си се прилагодува, нели, на периодот во кој што живее, во кој што работи. Нам повозрастните секогаш може би помалку нешто ќе ни пречи кај помладата генерација, ама велиме младите се тие кои што го водат и го тераат светот понатаму, па нели со мали некои дополнителни сугестии, доколку ги прифаќаат, може би ќе го постигнеме заедничкиот баланс меѓу едните и другите. Беше една од најпрепознатливите ТВ лица кога го водеше ТВ Дневникот во ударните термини. Дали денес ти фали тој адреналин и тоа водење, ти сепак се работи за сосема друга структурна конотација на новинарство? Да, кога прв пат почнав да читам вести, тоа беше во еден и не толку убав период, конфликтот, војната кога беше. Тогаш станав и најпопуларна, за жал, бидејќи немаше толку ни приватни телевизии, постојано сите беа пред екраните така за да слушнат што се случило, како се случило. Меѓутоа беше една голема школа за мене дополнително. Претходно бев само на контактни емисии, утринската, од најразлични жанрови, вестите, информативната редакција беше нешто сосема друго, тука веќе имаш уште поголема тежина, уште поголема сериозност, иако не сум подготвувала сама никогаш вести, само сум ги презентирала. Следното беше повторно беше најгледаниот медиум во тој период и ми се чини кога ќе влезеш во главата, нели, на гледачот, кога постојано си присутен секојдневно, тогаш тоа останува веројатно за секогаш запаметено. Дали паметиш, бидејќи цело време се соочуваше со читање на нови вести, известувања и податоци кои стигнува од терен за време на конфликтот кога беше? Имаше ли период во тие моменти кога требаше да пренесеш информација, а веќе ти дркташ се снагата од она што ќе го кажеш? Да, тука е таа професионалност која што секогаш мора да исплива на површина, во себе и среќа, и тага, и револт некогаш ќе имаш, ама гледачот не смее тоа да го забележи. Беше многу тешко. Тоа што го читавме не беа воопшто убави информации. А во пак бев на вести цел ден кога загина Тоше. Тоа ми беше, ми се чини исто така многу тежок период и сега кога би се навратила наназад, може би сум била помлада, поиздржлива и сум го поминала тоа. На овие години не знам дали би можела да ги сокријам емоциите до толку. Како еве, пошто го спомна Тоше, како успеа да се справиш со емоциите? Оти сепак зборуваме за национална легенда која никош нема да избледа. Да, беше траурен и многу тежок момент. Целиот ден беше таков. Јас утрото бев дома, ме викнаа порано на работа и веќе вестите до попладневните часови на секој час веројатно, колку што се сеќавам така беше, потоа дојде колешката Тања, го презеде останатиот дел. Не знам како го издржав тоа.
Сега не би можела да кажам. Сега ќе се навратам на нешто сосема друго. Кога бев во имаше еден период кога не добивавме плата. И ние штрајкувавме вработените. Значи на екранот одеше бланк, тоа траеше само еден ден. Ми се погоди смената тој ден да бидам во живо половина час и да ги читам вестите од лист без никакви инсерти, без прилог, без филм, без ништо. Извини. Сега не знам дали би можела тоа да го направам, ама тоа е таа голема љубов, тој голем ентузијазам кон работата и на помлади години човек е многу поподготвен се да прифати и се да изоди. Зошто се или кога се случи свичот, кога одлучи да преминеш од таков вид на новинарство, односно презентерство, конкретно на Централниот дневник, до она што го работиш денес, нели, твојата емисија за здравје? Така, јас додека бев на вести, секогаш имав една резервна емисија која што водев ја водев утринската и ја водев емисијата, таа се снимаше. И бев со редовни смени на вечерните и попладневните дневници. Кога отидов во бев и во утринска, бев и на вести, па дојде периодот кога почна да се емитува, едноставно ми понудија дали сакаш да водиш емисија за здравство, да, во ред, може, ми се допадна некако тоа, ама постојано бев паралелно и на едното и на другото. Сега во моментов, откако веќе нели сум само со исклучиво сум ангажирана само со емисијата за здравство. Правев некоја комбинација, некој баланс. Наутро водиш утринска, попладне вести и веднаш се префрлаш на тој друг тип на емисија. Имаш ли проблем да станеш наутро и да бидеш свеж, да го кажеш сето оно што треба да го кажеш, што треба да се сконцентриран? Немам, затоа што 32 години најмногу во утринскиот дел сум работела. Едноставно, така ти се навикнува биоритмот, знаеш дека утре си на работа. Многу ми беше можеби потешко кога беа првите утрински вести во 7 часот, морав 5:20, 5:30 наутро да станам за да стигнам на време на работа. Сега веќе со емисијата 7 и нешто е доволно и мислам дека еден добар квалитетен сон од 6-7 часа барем мене ми е доволно за да го поминам следниот ден. 30 години брак денес звучи, речиш се како чудо. Дали некојаш си се соочила со криза која сериозно можела да те однесе во друга насока? Оваа година веќе 31. Да ви се множат. Благодарам. Не, голема сериозна криза не. Во секој брак има нели и убави и малку тешки моменти, ама мораш заеднички со партнерот да го надминуваш тоа, да ја бараш средината. Не знам колку денешниве млади можат да ја најдат таа средина. Нема да речам ние постарите, малку повозрастните, веројатно малку поинако и воспитувани, малку поинако во поинако време сме живееле, не дека прифаќаш по секоја цена ако е нешто лошо, па јас сум се омажила и морам да останам до крајот тоа да го терам. Наоѓаш средина, комуникацијата, разбирањето со партнерот е, мислам дека главниот предуслов за нешто да функционира долго. Кажи ми искрено, кој е пољубоморен, Јован или ти, Јован сопругот? Да, сопругот е Јован, ниту тој, ниту јас не сме љубоморни и веројатно тоа е уште една дополнителна нишка која што ни овозможила така бракот да ни функционира толку години. Секаде можел да оди каде што сака, без јас да го потпрашувам што како, си веруваме еден на друг. Тоа е многу важно, а љубомората мислам дека е еден од главните фактори кои што може да направи мали проблеми и компликации, па и во врска, а потоа и во брак. Што мислиш, кој од вас попрво би простил изневерување? Доколку се случило такво нешто? Мислам ниту јас, ниту тој. Ми се чини дека човек само преку тоа не би можел да премине. Да. Се друго се надминува. Децата веќе си тргнаа по својот пат. Дали некојаш сте посакале да не бегаат толку брзо од дома? Да, децата многу брзо растат и знам да им кажам на некои кои што имаат мали дечиња, гушкајте ги, галете ги и бидете со нив додека не се тргнале од вас. И после нели секој си го фаќа својот пат и нема да имате можност како кога биле мали до вас да ги изгушкате, да ги избацувате, така да бидат секаде каде што ќе посакате со вас. Дали си строга или другарка на своите деца? Не сум строга воопшто. Не сум, да. Пријателски, другарски и со Ана ќерката и со Мики синот. За се отворено разговараме, јас им оставам слобода голема да
не им се наметнувам премногу. Ги научив секогаш кога треба да ми го кажат нештото што треба да ми го кажат, без јас да ги влечам зборовите од нив. И тука е таа иста заедничка доверба, како што велиме меѓу партнерите, така треба и меѓу децата и родителите да има. Ако едно од децата или двете ти кажат дека сакаат да учествуваат во некое реално шоу, дали би им дозволила од денешна перспектива гледано? Па не сум размислувала за тоа, веројатно затоа што не се таков тип на карактер на луѓе и мислам дека воопшто не би се ни случило такво нешто. Ама ние родителите не дека сме попустливи, туку ги советуваме децата така да го одбираат вистинскиот пат, да го прават најдоброто за нив. Велиме кога децата се среќни и родителите покрај нив ќе бидат среќни, ама ми се чини дека не би се пронашле воопшто во такво нешто и не знам како би реагирала. Пред самото интервју ми спомна дека синоте заминат во Алјаска, по кој повод е таму? Сепак Алјаска место каде што многу луѓе посакуваат да појдат. Да. Летово отиде на Work and Travel. Заврши втора година на економски факултет, 4 месеци, јуни, јули, август, септември и сега веќе во октомври треба да се врати. Јас тоа велам, одвечекав летото да дојде за да се одмориме, ама мене ова лето ми беше така малку со мисла, иако не му досаѓав премногу, само од време на време ќе му пишам како си Мики, како е на работа, се слушаме. Кога ни кажа на мене и на сопруга дека ќе оди на Алјаска, самиот одбра, самиот си го направи планот. Првата реакција ни беше каде? Кога ќе се спомне Алјаска, нели е многу далеко, што бараш таму, ама всушност тој си истражил, испитал дека најубави услови има за работа, дека и ќе работи, и ќе заработи, и ќе има можност потоа да шета. И ми е многу драго што многу добро се снајде и во целиот тој период на работа, кога ги имаше слободните денови, ги искористи сите специфични, необични шетања кои што таму се нудат, и за туристите, а и за вработените во Националниот парк каде што тој работи, и тоа ќе му остане едно незаборавно искуство. Колку јас сум среќна кога ги гледам сликите, можам да замислам како е тоа кога тој таму го доживеал на лице место. За многу од познатите личности, па и кај нас дури во странство, се зборува дека ја користат естетската хирургија или користат одредени методи и медицински зафати. Дали го оправдуваш сето тоа и дали имаш направено можеби нешто од тие естетски и корективни зафати? Да. Немам направено ништо, освен што правам редовни третмани. Сега веќе има неинвазивни, многу модерни и многу добри третмани, кои што можеби за побрзо време така и ја регенерираат кожата и ја одржуваат онаква како што треба. Имам доверба во докторката каде што одам и го правам сето тоа, дури јас не прашувам сакам ова да правиме или она, туку оставам таа според мојата кожа, според изгледот, според она што му е потребно на лицето да го направиме, значи немам никаква естетска корекција направено, освен што ја одржувам кожата колку што може тоа да се постигне во овој момент. Кажи ми, што е попасно за една водителка, годините или новите помлади конкуренти или како да ги наречам, новите помлади сили што доаѓаат? Како да ти одговорам? Годините си одат, си врват. Ќе дојдеме ние и до периодот кога ќе треба и да се пензионираме, така? Меѓутоа, она што го носиш како професионалност во себе, мислам дека не е пресудно за да и понатаму сакаат да те гледаат, да те слушаат гледачите. Ако се надоградуваш, ако си постојано во текст со новите трендови, секогаш ќе бидеш актуелен. На младите остануваат да учат малку од повозрастните, како што ние. Јас на мои 21 година, кога почнував да учам, мене повозрастните, кои што тогаш имале можеби 40 на 35, ама биле постари од мене, ми биле еден добар пример од кој што сум крадела полека и помалку, за да го научам најдоброто и да го применувам потоа. Оно што е интересно и фасцинантно за тебе, мене лично ме фасцинира, што досега немам слушнато скоро никаков скандал поврзан со тебе или за нешто околу тебе. Дали некогаш си се нашла, можеби јас не знам, си се нашла во таква ситуација каде што си прочитала можеби нешто неуместно и невистинито за тебе, како си се справила со таквите реакции? Да, само еднаш имам прочитано и наслов и краток текст кој што беше комплетно невистинит.
Некој нешто наслушнал, си направил некоја своја комбинација, ама мислам дека тоа ниту некој го имаше посебно прочитано, ниту се прошири низ јавноста. Не лично дека сум направила некоја голема или страшна работа, туку за пријателски некои односи и релации. Ама не беше вистина. Ако не си водителка, земаме, значи хипотетички, да не си водителка, дали би работела во бизнис секторот, во правниот сектор, мислам дека си правничка по струка, или па сосема би се ориентирала на нешто трето? Па не знам, значи, дали би ја одбрала оваа професија повторно во денешно време, и не знам дали, ако сега со овој памет, ама не овие години, така, треба да размислам, ама никогаш не одат заедно, така, годините и размислувањата, не знам дали повторно би одбрала. Многу се сменети времињата од она кога ние почнувавме, а друго нешто, никогаш не сум работела ништо друго освен ова, и затоа велам, ова најдобро го знам и веројатно до крајот ќе останам со оваа професија. Кажи ми, Билјана, дали вежбаш, дали одиш во теретана, дали може би практикуваш јога, како ја држуваш линијата, бидејќи си еден целосен склоп, па и рол модел за генерациите? Да, може би тежината некој килограм помалку треба, ама нели годините си го прават своето, не се ослабнува исто за брзо време како на 20, 30, 35 или до 40-та година, ама гледам да ја одржувам колку што можам, значи ако малку накачам некој килограм, веднаш правам нешто за да ги намалам тие килограми, бидејќи како телевизиски лик не дека ми е обврска голема. Значи тоа јас веќе сум си го прифатила како начин на живот, начин на функционирање и дека гледачите како што ме гледаат и сакаат да ме гледаат понатаму, морам да го овозможам тоа. Ама пред се и првенствено затоа што јас сакам така да биде, а не дека го правам тоа заради другите. Не одам во теретана, не вежбам, ама само пешачам. Веројатно тоа е доволно и во зградата немаме лифт, па јас по скали, пешки, по 2 пати некогаш сум нагоре надолу, па може би и тоа колку толку ме одржува. Дали на професионален план зборуваме, некогаш си била притисната да соопштиш нешто, а ти не сакаш да го направиш, тоа и мислиш дека е целосна невистина? Сум морала да го прочитам, бидејќи тоа било во склоп на вестите. Значи, уредникот ги подготвува вестите, јас седнувам и го читам. Дали се согласувам или не се согласувам, тоа нема да го покажам, нели, преку емоција на екранот, едноставно само професионално ќе го прочитам, а кога ќе завршат вестите, мое си е дали јас самата во себе ќе се изреагирам, леле, што беше ова што го читав, иако никогаш немало некои толку страшни работи, освен на нешто со кое што не се согласуваш, можеби, ама не можеш така јавно преку медиумот да го искажеш. Како се соочуваш со емоциите, земајќи го во предвид твојот претходен ангажман како тебе презентерка на вести, односно ударен термин на дневникот, и она што сега го работиш, нели, здравието? Во здравиот па се појавуваат други така наречени проблеми, односно проблеми што луѓето ги мачат секојдневно, а тоа се и големи проблеми. Како успеваш да се справиш со емоциите и да го канализираш сето тоа да биде презентирано на добар начин? Оти гледам дека луѓето ти веруваат. Да, бидејќи е контактна емисијата, имаме јавување на гледачи, поставуваат прашања до докторите кои што ни се во студио, и кога ќе слушнеш колку мака и колку здравствени проблеми имаат некои луѓе, просто е неверојатно и велиш како тие живеат, како функционираат. Се надевам дека барем преку емисијата им овозможуваме да знаат каде да се обратат. Често пати и на социјалните мрежи ми пишуваат каде работи овој доктор, како можеме да го најдеме, кој да ми побара помош, јас на секого му излегувам во пресред, онаму каде што можам да го насочам или да се јавам кај докторот, дали може да дојде на преглед или едноставно да прашам дали може тој некој од пациентите така да дојде да се прегледа. И само на тој начин можам да помогнем. Знаеш како, и кога се подготвувам за емисијата, кога ќе седнам да читам за заболувањето, се и сешто. И можеш и некој симптом да си препознаеш. Ама завршувам со тоа, завршува емисијата и јас заборавам, бидејќи на тој начин ќе си се измачувам самата себе си ако си барам нешто, некоја болест кај мене. Здравје или пари? Здравје. Дефинитивно здравје. Ако нема здравје, џабе се и пари,
и све што може да ти понуди животот. Препоставувам дека важи истото на дека парите не може да ја купат среќата. Па и здравјето. Не може, не можат. За жал, во последниве години сме сведоци колку млади луѓе си замина, колку луѓе на некоја средна возраст, кога се најпродуктивни, кога најубаво треба да го живеат животот, едноставно преку ноќ. И затоа велам, дојде време кога треба да го уживаме денот кој што го живееме, да му се радуваме на животот, да не планираме ништо долгорочно. Нешто што треба да си дојде, така ќе го оствариш и ќе го реализираш. Да уживаме во моментите. Дали уживаш во денот и во моментите? Дали веќе научи како да се прави тоа, бидејќи си е школа? Уживам. И научив како и со проблемите и со потешкотиите полесно да се справувам. Стресот мораме да го тргнеме. Стресот е најголемиот непријател на човекот. Билјана, ти благодарам многу за ова интервју. Драго ми беше што беше гостинка на Hype TV. Остануваат уште 2 рубрики во кои што ќе се видиме малце подоцна. Фала ти многу. Ти благодарам и јас. Во една од најпознатите рубрики 10 е ама, ја имаме Билјана Деварлиева. Билјана, јас ти поставувам неколку прашања, ти оценуваш од 1 до 10 и ми кажуваш зашто е тоа така. Еве можеме да почнеме со првото прашање. 10, ама кога ќе се налути сопругот, спие на кауч. Не е 10. 1. Зашто? Никогаш не спиел во друга соба и на кауч. 10, ама кога сопругот ќе ти даде комплимент, ти бараш да ти потврди уште 5 пати дека си поубава. Не барам потврда. Не. Значи овде треба да кажам оценка. Не знам, не е така. Да. Значи 5. 5. Ајде 5. 10, ама кога ќе види порака на твојот телефон од непознат број, се нервира. 2. Не се нервира. 10, ама кога сопругот сака фудбал, ти му пушташ романтична комедија. Леле, не гледа фудбал. Значи не е. 2. И тука 2 нека биде. Се со 2 ќе завршиме. Се надевам не. 10, ама кога ќе готви за тебе и за децата, на крај ти си нарачуваш пица. Не. 2 и тука. Убаво готви. И јадеме убаво сите со задоволство од неговото сготвено. 10, ама кога децата ќе ти кажат, ќе дојдеме дома, ќе веќе си го подготвила цел фрижидер. Не е ни тука 10. Децата, секој сам си го прави она што го сака. 2 и тука, 3, а 1 3 да ставиме, може па добар да бидеме добар, со таков успех да завршиме. 10, ама кога одиш со сопругот на свадба, тој повеќе добива внимание од тебе. 10. Да, 10. Точно. Зашто? Мене ме препознаваат, интересен им првиот момент, ама потоа тој ги освојува со својот шарм и комуникација и со разговор. Ете, конечно на 10. И 10 добро. 10, ама кога децата ќе побараат слобода, ти или твојот сопруг имате тајни инспекции па кои што проверувате по социјалните мрежи. Не. 3, ај нека биде 3. Проверуваме по нешто, ама не до толку интензивно. Во рубриката Kiss Me Kill ја имаме повторно Билјана Деварлиева, една од нашите најубави, најпрепознатливи ТВ водителки. Билјана, Kiss Me Kill е рубриката во која што ти поставувам 3 прашања. Овој пат е, значи, со кого би се бакнала, со кого би се омажила и кого би убила. Сега, предлогот на Hype TV е ракометарот Кирил Лазаров, актерот Никола Аристановски и пејачот Владо Јаневски. Ти треба да се распоредиш кој на кое место би го ставила. Со кого би се бакнала? Да. А смеам да одговорам со сопругот? Нема да биде интересно за гледачите, ма еве го одбирам. Реков дека не е љубоморена, ма јас не знам сега како ќе изреагира ако јавно вака кажам. Тоа е веќе друго. Дека биде вака. Со кого би се омажила? Мажена си, меѓутоа, да. Пак со него би се омажила. А кои се опциите? Беа, значи, ракометарот Кирил Лазаров, актерот Никола Аристановски и пејачот Владо Јаневски. Ај пак со сопругот. Нека биде. Пак со сопругот. Епа, крајното е кого би убила? Да. Ако многу ме изнервира сопругот, се шегувам, мислам, во ова денешно време кога се и се што се случува, ама сепак знаат гледачите дека се шегуваме. Не.
Само вака би му направила, ако многу ме изнервира. Да го поздравиме сопругу да здрав и жив. Да. Фала ви. Да. Ти благодарам уште еднаш.